сите, ви благодарам за трпението. Извршниот одбор на СДСМ на денешната седница разговараше за повеќе актуелни прашања за економските политики на владата, председавањето со ОПСЕ, текот на скрининг процесот со Европската Унија и можноста за проширување на владиното парламентарно мнозинство. Очекувањата поточно од јавноста кои што беа, сега ќе имате повеќе детали токму за тоа што се случуваше на извршниот одбор и кои одлуки беа донесени. Окрупнување на владиното мнозинство, што значи приклучување на нов политички субјект, Алијанса за албанците, покрај постојните политички партии. Председателот на партијата Димитар Ковачевски информираше за разговорите со председателот на Алијанса околу програмскиот дел за можна соработка. Заедничка оценка е дека Алијанса го поддржува концептот за Европска Македонија, а со тоа и директно да придонесат кон остварувањето на стратешките, национални и државни интереси за спроведување на реформите и сите потребни чекори за членството во Европската Унија преку директно учество. Извршниот одбор едногласно одлучи партијата да ги продолжи разговорите со Алијанса за албанците врз основа на политички и програмски принципи. За понатамошните разговори со Алијанса, извршниот одбор на СДСМ одреди работна група во која покрај председателот ќе учествуваат и генералниот секретар на партијата Миле Зечевиќ, членот на Централниот одбор на СДСМ Љупчо Николовски, како и координаторот на пратеничката група во Собранието Јован Митрески. Нашата одговорност пред граѓаните е да обезбедиме иднина на државата, економски стандард, подобар живот за сегашните и за идните генерации. Од тука соработката со Алијанса ќе даде додадена вредност за граѓаните и државата, особено во однос на унапредување на владењето на правото и борбата против корупцијата, забрзан економски развој и напредок на државата, зголемување на ефикасноста во собранието со цел побрзо носење одлуки за подобрување на животниот стандард на граѓаните, справување со енергетската и економската криза, реформските закони од ЕУ агендата. Поголема поддршка на стратешкото партнерство со САД и унапредување на добрососедските односи. Ова исто така ќе значи зголемување на парламентарното мнозинство. Тоа е чекор напред за проширување на Сојузот за поддршка на членството во Европската Унија со сите реформи, чекори и потребни одлуки. Јасна диференцијација од двете политички партии во Собранието кои се против Европската Унија, ВМРО ДПМНЕ и Левица. Кадровско зајакнување и освежување. Стабилност која што е неопходна во клучен период во однос на глобалните случувања. Можност за соработка на локално ниво во општините и советите со цел за унапредување на квалитетот на живот на граѓаните. На сите наши граѓани, на македонците, им треба визија за 2030 година, членство во Европската Унија, подобар живот и добра состојба, еднакви со сите граѓани на земјите членки на Европската Унија. Ви благодарам. Повелете со прашање. Ви благодарам. Hvala.